Добар ден. Оптимизмот доаѓа од сите страни на автомобилскиот сектор, но можни се нови перипетии со евентуални заклучувања на производството поради недостаток на репроматеријали. Прегрупирањата на компаниите се случуваат и на внатрешен план. Електриката длабоко навлегува и во сегментот на товарни возила. Од двете страни на Атлантикот се најавуваат возбудливи модели. Сепак, денешната емисија ќе ја започнеме со иконски моторцикл која доживува својата трета младост. Дами и господа, тоа е Suzuki GSX 1300 RR, попознат како Hayabusa. Како што доликува на основоположник на еден сегмент за третата генерација на единствениот Hayabusa, направени се темелни измени во технички аспект. Концептот на рафиниран звер е задржан со неопходни дизајнерски зачини. Прво што паѓа во око се LED светлата кои го истакнуваат карактерот, додека аеродинамичната силуета е потпис на препознавање. Пред да се дефинира изгледот, земени во предвид беа 6-цилиндерски, како и мотор со турбополнеч, но заклучено е дека постоечкиот 4-цилиндерски со зафатнина од 1340 кубни сантиметри и 190 коњи е најдобар избор. Освежен е со полесни клипови и брегаста оска, па сега има култивирано однесување и линеарни забрзувања во режими на средни вртежи. Под будното око на електрониката се одвиваат сите процеси, особено оние поврзани со динамиката на возењето. Максималната брзина е електронски ограничена на 299 км на час, додека возните својства преку неколку понудени подесувања се прилагодени за секојдневна употреба во сообраќај или на тркачка патека. Веќе од следниот месец Hayabusa ќе влезе во понудата на Suzuki со ориентациона цена пониска од 20.000 евра за повеќето пазари на Европската Унија. –2020-та ќе ја паметиме како година кога се застана. Беше предизвик да се преживее и успех ако не се заврши со драстично опагање на деловните активности. Во едно такво обкружување Volvo успеа да ги зголеми приходите за 5%, а профитот за 8%, до душа само во второто полугодие, додека целата 2020-та ја заврши со опагање од само 9%. Овие бројки се сметаат за голем успех кој директно произлегува од долгорочното вложување во развојот и имиджот на марката која се профилираше како производител на удобни и безбедни автомобили. Нивната цена само за нијанса пониска од развиканата германска конкуренција воопшто не пречеше во тоа. Напротив, влијаеше позитивно на пазарите во Кина и Соединетите Американски држави, кои се и најзаслужни за ланската рекордна полугодишна заработка. Таа пак навестува дека патот по кој Volvo зачекори во оваа 2021 ќе донесе голем оптимизам, посебно во продажбата која се очекува да нарасне на 800.000 возила, што е двојно повеќе во однос на пред 10 години. Чокостоби, да крцка од чоколада. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества.
без крзно, без канџи, без крилја. А сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мали, сладки, крцкави топчиња од чоколада. Топчести, мали, крцкави чоколадни сладки. Чоколадчести, крцкави, мали топчиња. Чоко Стоби, неописливо добар. Тие се мали, одвај забележливи, но имаат секавични перформанси и без нив модерната автоиндустрија не може. Тоа е малиот джин, неговото височество микрочипот. Звучи фамозно, но испораката на некои автомобили се пролонгира поради недостаток на чипови. Следи интересна приказна на оваа тема. Некои би рекле со свој камен по глава, а други дека во бизнисот нема пардон. Без разлика дали и едните и другите се во право, автомобилската индустрија е во проблеми заради недостаток на чипови. Нивните далекоисточни производители тврдат дека до тоа е дојдено по ланското затворење на автофабриките, заради што морале да го пренаменат производството и да побараат нови клиенти. Но големите автомобилски концерни не мислат така, туку дека во прашање е недостаток на репроматеријали за нивно производство затоа што азијците откажале набавка на поголеми количини. Тие додаваат дека производителите на чипови едноставно не предвиделе дека пандемијата толку ќе зголеми побарувачката за куќна електроника, најмногу телевизори, конзоли за играње и компјутери. Како и да е, не поминува ни една недела да не стигне некоја вест за прекинување на производството на автомобили во траење од неколку дена до цел месец заради оваа причина. Тоа во моментов многу им пречи на производителите на автомобили, бидејќи ќе го загрози заздравувањето од корона кризата која тргна со засилено темпо. Им пречи и на нивните добавувачи, бидејќи сите работат според принципот just in time, според кој испораката на делови и компоненти се врши токму во моментот кога тие треба да се монтираат на возилата. Заради тоа многу работници се праќаат на принуден одмор, за кој се очекува државата да им обезбеди плати за тој период. Така, сето ова добива една друга димензија во која додека бизнисмените се обидуваат да ја надминат кризата, политичарите смируваат дека таа нема да трае подолго од неколку месеци. А ако пак потрае, велат дека ќе покренат иницијатива самите автокомпании да започнат со изградба на сопствени производствени капацитети за чипови за да си го осигураат технолошкиот суверенитет. Епа, не ќе ме со среќа. Во светот на камионите се случуваат прегрупирања. Но га повлече Daimler, кој започна нова фаза во транзицијата на групацијата, а таа започнува со камионите. Не треба да чуди, бидејќи и днината и на транспортните и на патничките возила се гледа во електрификацијата. Во неа Мерцедес е во поодмината фаза, а наскоро се очекуваат првите испораки на купувачите на камиони со електричен погон.
ова време кога автомобилската индустрија се менува брзо и од корен, потребно е прецизно дефинирање на приоритетите за стратегиите за иднината. Затоа и раководството на Daimler се одлучи да ја раздели компанијата на два дела, издвојувајќи го камионското одделение од групата. Во образложението се вели дека ова е потребно за да се искористат целокупните потенцијали на двата суштински различни бизниси, без тие да се кочат еден со друг на било кој начин. Заради тоа камионскиот дел ќе стане посебна компанија со назив Daimler Truck, со свое раководство кое ќе делува сосема независно. Планирано е да котира на берзата во Франкфурт, а незините акции ќе бидат соодветно поделени на сегашните акционери. Помал дел од нив, но не и контрола над новата компанија, ќе добие автомобилското одделение на Daimler, кое во некое идно време, кога ќе биде најсоодветно, ќе го смени името во Mercedes-Benz. Со овој потек ќе се преобликува начинот на работењето на двата дела на компанијата, кои ќе можат повеќе да се посветат на своите специфичности без ограничувањата кои сегашната конгломератска структура им ги наметнува. Финалната одлука за ова треба да биде донесена од страна на акционерите на собранија во третиот квартал годинава. Камионското одделение на Daimler, кое обединува 7 бренда во 2019-та, испорача скоро половина милион камиони и автобуси широм светот и имаше приходи од 40 милиарди евра. Ако во 2020 година електричните автомобили беа во фокусот, оваа 2021 треба да помине во знакот на електричните камиони. Но дали на вистина ќе биде така? Пазарот е подготвен, а декларативно и производителите. Сите од нив постојано објавуваат вести за ваквите своји возила, наведувајќи конкретни модели и бројки. Но, ако малку длабоко се прочепка низ нивните информации, ќе се свати дека всушност во голема мерка се работи за експериментални возила далеку од некакво производство, направени во само неколку примероци. Од 7 големи производители на товарни возила, само Volvo и Mercedes вистински се подготвени да се вклучат во електричната трка со своите камиони. Тие одамна завршија со нивниот развој и првите пробни серии ги поминаа испитувањата кај селектирани корисници, а добиените информации веќе се анализирани. Другите се далеко од ова, што малку чуди, бидејќи условите електричните камиони да бидат успешни се подобри отколку за автомобилите. Батериите се помалку комплексни и поевтини, а нивното вградување е поедноставно. Транспортерите во голема мерка точно знаат колкава километража поминуваат нивните возила и полесно можат да ја планираат набавката и пресметаат исплатливоста. При тоа и струјата ќе ја купуваат поевтино затоа што ќе ја трошат во големи количини. Дури и ситуацијата со короната им оди на рака заради зголемената потреба од локален и регионален транспорт. Од негативните страни треба да се истакнат неопходноста од моќни полночи и реално преполовената автономија од декларираната. Така е затоа што камионите не можат да користат јавни полночи, бидејќи заради габаритите практично не можат да пристапат кон нив, а ќе им треба и многу време. Заради тоа, тие со едно полнење мора да отидат таму каде треба и да се вратат. За некои транспортни потреби проблем ќе бидат и намалената носивост заради тежината на батериите. Сепак постојат дејности каде се чини дека електричните камиони ќе бидат неопходни. Тука пред се издвојуваат оние кои работат ноќе или пак мора да се движат низ така наречените зелени зони во кои заради издувните гасови и бучавата не им е дозволен пристап на сите возила. Работите малку ќе ги забрзаат електричните доставни возила кои ги има се повеќе на пазарот, но дали тоа ќе биде доволно и светот на транспортот на стоки конечно да се сврти кон струјата е прашање на кое се уште никој не сака да одговори. Премиум брендот DS од групацијата Stellantis доби зелено светло да се развива. Резултат е новиот DS4.
Повеќе од ясно е дека комплетната технологија е превземена од Citroen C4. DS4, кој беше произведуван од 2011 до 2018 година, беше и дизајнерски поврзан со донаторот. Новата генерација го носи дизајнерскиот јазик на марката далеку напред. Иако деталите ви ги пренесуваме сега, на пазарот DS4 ќе дојде дури есенба. Со остро нацртани линии, тенки фарови и задни светла, DS4 изгледа модерно, спортски и геометриски. Линијата на покривот е како купе, а карактерот е подлечен од 3 различни линии. Дискретно, елегантно е почетното ниво. Спортската линија е изразена кај изведбата Performance Line и модел наречен Cross игра со контрасти, иако ова не е теренец. Промените се чисто визуелни. Коефициентот на отпор на воздухот е 0,30 и постои специјална комбинација на тркало и пневматик која е дизајнирана за минимално триење и отпор на воздухот. Со своите димензии, должина од 4,40 метри, ширина од 1,83 и височина од 1,47 метри не е далеку од претходниот модел, но се појавува уште понезависно. Внатрешноста се карактеризира со модерни форми и одреден раскош, што стана потпис на моделите DS. Јасните структури, застаклените и кристални елементи, како и софистицираните материјали обезбедуваат изглед кој е невиден во оваа класа. Француската љубов кон деталите може да се најде во секој агол. Радоста од експериментирањето се манифестира не само во изборот на материјали. Например, за промовирање на пазарот треба да се понуди внатрешна варијанта со површини инспирирани од кожата на рибите. Performance Line е опремен со декор кој наликува на јагленородни влакна. Во другите верзии има темно дрво како опција. Електронските системи за удобност и асистенција исто така одат далеку над стандардот за оваа класа. Меѓу другото, ќе има и систем за ноќно гледање што може да препознава пешаци на растојание од 200 метри, а главниот приказ ќе се појави преку отчитување на дисплејот на ветробранот. Матричното светло исполнува големи побарувања, а дневните светла со вкупно 98 LED диоди овозможуваат карактеристичен потпис на светлината. Обсегот на моторот е обемен, покрај трите бензинци со 130, 180 и 225 коњи, тука е турбодизелот од 130 конски сили. Најсилниот бензинец е впарен со плагин хибриден e-Tense систем со излезна моќност од 225 конски сили. Сите варијанти се опремени со 8-степен автоматски менувач кој се контролира преку лизгачки прекинувач наречен e-Toggle. Новиот DS4 ќе биде достапен од 4-тиот квартал годинава, представувајќи се како индивидуалистичка и прогресивна алтернатива на добро познатите компакти и кросовер модели од германските премиум производители. Американците се враќаат на старите принципи. По експериментот направен во минатите години, Cadillac свати дека нивните купувачи сакаат да имаат мотори со многу коњи, иако никогаш не ги истрчуваат. Затоа, од пензија се извадени мускулестите V6 и V8 агрегати со 480 и 677 коњи кои жеттаја гасат со бензин. Такви опции за Северна Америка има и Nissan, кој за тамошните купувачи ги представи моделите со теренска ориентација. Пикапот Frontier е скроен за американската клиентела, додека Pathfinder може да ја види Европа. Неколкуте изминати години беа лоши за љубителите на фенси автомобилите со многу коњски сили на Cadillac.
Презентацијата на новите V модели од летото 2019 година беше придружена со сериозни загуби во перформансите. Помалиот модел CT4V падна во споредба со неговиот претходник ATS-V од 470 на 320 коњи, поголемиот CT5V излезе на пазарот со 355 коњи за разлика од 649 од претходниот CTS-V. И големиот CT6V со својот сензационален 4,2 литарски Blackwing V8 лани испадна од понудата без да добие замена. На крајот на краиштата, дури и тогаш луѓето шепотеа за престојните модели кои повторно ќе се изградат на старата моќ и слава. Сега дојде време за тоа. Луксузната марка на General Motors лансира два модела Blackwing. Сепак, истоимената машина повеќе не се користи. Првично беше наменето да се инсталира не само во CT4 и CT5, туку и во новиот Escalade и во врвниот модел наречен CT9. Со импресивни резултати настапува CT4V Blackwing, компактен спортски седан во формат на BMW M3. Сега има 3,6 литарски битурбо од 479 коњски сили. CT5V Blackwing е опремен со 6,2 литарски V8 со суперполнач кој сега е зголемен на 677 коњски сили. Со ова се постигнуваат 304 км на час или на 320 км на час. Погонот кај двата снагатори е на задните тркала преку 10 степен автоматски менувач или со 6 степен мануелен менувач од Tremec. И двата модели освежувачки се спротивставуваат на доктрината што ја одржуваат германските производители, дека веќе нема пазар за модели со високи перформанси со мануелен менувач и погон на задните тркала. Барем во Соединетите Американски држави, вториот по големина пазар во светот, тоа во никој случај не е така. Првата серија на двата нови модели, понудени за $59,990 за CT4V и $84,990 за CT5V, беше распродадена за многу кратко време. Заинтересираните купувачи се ставаат на список на чекање. Патем, за разлика од претходните модели, Cadillac повеќе не е заинтересиран да ги пласира новите модели во Европа. Понудата на брендот во моментов е ограничена на компактниот теренец наречен XT4. Nissan имаше две моќни премиери наменети за Северна Америка. Првата и позначајната е новата генерација на пикапот Frontier. Ако досега под ова име таму се продаваше моделот под нам познат како Навара, сегашниот е сосема нов и наменски развијан за овој регион. Подолг е за 13 см и има представителен изглед кој недвосмислено асоцира на неговата робусност. Неја ја добива од крутата шасија која ревидирана ја наследи од претходникот. Таа му овозможува носивост од 730 кг и способност да влече приколка до 3 тони тежина, но само во верзиите со погон на сите тркала. Нив ке ги задвижува 3,8 литарски V6 бензинец со 310 коњски сили, во комбинација со 9 степен автоматски менувач. Стандардно ќе доаѓа со Hill Start Assist, а кај поскапите верзии и со Hill Descent Control системи, електронска блокада на диференцијалите и специјални Bilstein амортизери. Внатрешноста е модерна, а листата безбедносни асистенти широка. Во продажба ќе се појави налето по засега непознати цени. На располагање ќе биде со два типа на кабина, а ќе се произведува во сојузната американска држава Мисисипи.
Покрај Frontier, Nissan го покажа и новиот Pathfinder, кој како наследник на Terrano стигна до петата генерација. Јапонците доцнеа со неговото представување заради што иницијалната продажба од скоро 90.000 примероци годишно се преполови, но затоа сега ги има сите предиспозиции да ја поврати. Најмногу заради исфрлањето на безстепената и за волку големо возило безсмислена CVT трансмисија и нејзино заменување со класичен 9-степен автоматски менувач по потекло од ZF. Моторот остана истиот 3,5 литарски со 284 конски сили, кој стандардно ги задвижува предните тркала. Иста и платформата со самонесечката каросерија, иако јавноста се уште мисли дека овој модел ја има крутата шасија на Навара, односно претходната генерација на Frontier. Таа пак во своите 5 метри должина и 2 широчина обезбедува раскошен простор за 8 патници на кои на располагање ќе им стојат бројни дигитални технологии. За пријатен престој ќе се грижи Bose аудио системот со 13 звучници, а за безбедноста 7 режими на возење, Surround View камерите, системите за автоматско запирање со детекција на пешаци, надгледувањето на мртвите агли и друго. И овој модел ќе се произведува во Америка, но во фабриката на Nissan во Тенеси. Volkswagen не престанува да не бомбардира со вести за своите активности на полето на електрификацијата. За кратко време ни пласираше 3. Првата е дека во фабриката во Дрезден, која важи за технолошки предводник, започна производството на ID.3. Оваа фабрика, од која некогаш излегуваа Volkswagen Phaeton и Bentley Continental Flying Spar, а доскоро и електричниот Golf, е втората локација во Европа и четврта во светот која произведува возила базирани на електричната архитектура. Со влегувањето на ID.3, таа го започнува процесот на трансформација во центар на идната мобилност и пилот место за развој и истражување на иновациите кои подоцна ќе се преселат на други локации со поголеми капацитети. А тие во моментот на групацијата на вистина и се потребни, бидејќи стартува продажбата на кросоверскиот ID.4. Неговите први контингенти веќе се на пат до своите идни сопственици во Европа, Кина и Соединетите Американски држави, кои Volkswagen очекува годината да ги освои преку 100.000. Ваквиот оптимизам се темели на досега добиените околу 17.000 нарачки. Овој модел моментално се произведува во Цвикау во Германија и во Кина, а наскоро ќе започне да излегува и од погоните на Volkswagen во Емден. За наредната година е планиран почетокот на неговото производство и во Америка. Третата електрична вест што пристигна од Volkswagen се однесува на рециклирањето на батериите. Јасно е дека порастот на електричните возила неминовно ќе доведе до големи количини отпадни батерии кога нивниот век ќе дојде при крај. Бидејќи тоа представува сериозна закана за екологијата, напорите што сите производители ги посветуваат на нивното рециклирање се значителни, иако не секогаш видливи за јавноста. Volkswagen за тоа ги намени своите погони во германскиот град Залцгитер, каде веќе е започнат проектот со кој со примена на еколошки процеси од искористените батерии се вадат суровините од кои тие денес се произведени. На тој начин, како велат експертите на Volkswagen, во идеален случај би можеле да се рециклираат до 90% од состојките на батериите. Оваа постројка засега има капацитет за обработка на само 3600 комплета автомобилски батерии годишно, кои според потребите постепено ќе се зголемува. Volkswagen има намера за краток период електричните возила да ја предводат продажбата и развојот на идните модели на марката. Такви очекувања имаат водечките светски производители кои се уште немаат усогласено како да изгледа втората фаза на електрификацијата. Таа тема сме обработувале и ќе ја следиме понатаму. Благодарам на вниманието. До следната сабота, до гледање.